Секоја чест. Зашто ова не му Скопје? Така е. Ова на Скопје му фали. Внимание, зборуваат граѓаните. Или на Скопје му треба уште дискотеки и клубови или доволно што ги имаме? Уште. Малце се. Малце се? Да. Треба да имаме многу повеќе. Колку на време? Немаме ништо. Сега во овој момент се среќавам со дека треба да си одам дома после еден зашто Така. ништо не работи. Треба уште, но да бидат многу подобри од тие што ги имаме до сега. Подобра опрема, односно озвучување, подобро Добре. обезбедување, каде што нема да пуштаат малолетници, ќе бидат полнолетни и да не дозволува алкохол на малолетници, дефинитивно. Браво. Требаат хубави дискотеки, ама кои што ќе имаат тематика, кои што ќе бидат поразлични како што било порано и да биде со повеќе стил, со повеќе избор на музика. Па ја мислам воопшто не треба да има, дека не сум Зашто? таков човек, не искачам по такво место, знаеш. Јас мислам дека се доволни и предоволни. Поише му фали културен живот, него што му фалат ноќни клубови. Јас сметам дека се доволно овие што ги имаме се додека работат. Убаво ме со другарчиња си излезам, да си сам по едно пиво, брат, да се Добро. спиеме на клуба, брат. Да бе, да, паш-пуш и едно пиво. Да. Знаеш што сака човек. Според тебе што е подобро? Заглавување до 5 сабајле или дневни журки? Па и тоа е потребно. Во петок е интересно после работа, Така. дневна журка, ама и да има кај да се продолжи ако се заглави. Заглавењето до 5 сабајле е најубаво нешто. Да, зошто? Да. Никој не знае кај си, со кој си, само тие што си со нив. И тогаш неинтересните работи се случуваат. Така е. За нас помладите се разбира побаво е така некои песни журки на до 5 саца бајле да се остане, па после не знам да се отиде до Силбо да се земе некој геврек. Дефинитивно дневна журка. Дневната журка сметам дека е подобро бидејќи дневниот амбиент го прави самото расположение многу подобро отколку да главиш до 5 саца бајле. Дневните журки се многу подобри, ги преферирам, ми се поинтересни. Дневни журки затоа што до 5 сат сабајле се нарушува биоритам. Секако дека се подобри дневни журки. Дневните 12 сат. Зошто? Максимум. Па мислам доволно и до тогаш. До касно више. Не треба после еден да се искача? Не треба Не, да... не, не. На која возраст треба и дали сметаш дека треба да се престане со излегување во дискотеки и клубови? После това е шестата, ја мислам, пензија треба да се стави на Мам да, тоа. боже, шо е со млади вече? Нешто испод 30 години, не знам, 27-28 Стварно? години би било одлична бројка за да се посветат луѓето. Значи на јас својот не живот. треба да искачам, тоа сакаш да ми го кажеш. Ти се уште си поред мене вака млад. Не, 35. Ај, па ништо доста е. Леле ме утап. Па јас би рекла 30. Зашто? 28 понатака веќе стануваме многу позрели личности, сметам дека треба да си градиме фамилија, да си чуваме деца Добро. и да бидеме среќни дома, а не да шетаме по клубови нашите деца дома да го гледаат тоа. Па мислам до 38. Ама Но не, 38, 45 од 50. Така мислам дека треба да има некоја транзиција од диска во некој така покултурни ресторани или кафани. Така би рекол, ама специфична возраст не. Сум живел у пола Европа, тука ја нема таа бариера на години кој колку има, кај искачат. Да се престане? Да. Не. Не? Зошто? Ако особата си се осеќа во ред, зошто да се престане? Кажи ми, што ти паѓа на ум кога во клуб ќе видиш, да речеме, повозрастна личност, над 55, како денса на подиум? Не е тоа добро. Немам ништо против постари луѓе да Така. денсаат на подиум, се додека нели тоа е културно им доликува на годините и си имаат нели обкружување што им доликува на годините. Добро, смешно се, малце 55 годишни така кога ќе Добро. видиш скроз како игра, па ја смешно. Многу е по... На нешто е ликот. На нешто е лика. На нешто е. Сака да се врати во младоста која што ја изгубил, така да кажам. Ако видам, например, таков случај, за мене тоа би значило дека човекот се уште го нема пронајдено својот пат. Секоја чест, мислам, ја кога живеев у Загреб пред 10 години, кога ги гледав вакви повозрастни, викам секоја чест. Зашто ова не му Скопје? Така е. Ова на Скопје му фали на Скопје луѓе кои што не се замараат со годините, туку едноставно го живеат живот. Па тоа за мене е една многу убава и позитивна слика, затоа Така? што забавата не треба да познава возраст и е многу фино тука кај нас за промена да видиш некој што излегува и се забавува наместо да седи дома и да гледа турски серии. Така е, поентата, in the point. Внимание, зборуваат граѓаните.